За 10 години 16 милиони евра. Само оваа година речиси 6 милиони евра. Групацијата Евровија со низините подружници ја зголемува соработката со државата и се почесто добива тендери. Конгломератот, кој е еден од поголемите донатори на ДУИ, стана познат по скандалозниот тендер за приспособување на спортскиот центар Борис Трајковски, а сега и како подизведувач на автопатските делници нуди многу повеќе од градежни работи. Фирмите од оваа групација преку државни тендери испорачуваат и капсули за кафемати, клупи за паркови, храна за болници, а добиле договори за изведба на неколку градежни објекти. Во 2023, освен договорот со МНР за самитот на ОПСЕ вреден 1,8 милиони евра, групацијата добила тендер тежок нешто над 1,9 милиони и од јавното предпријатие за државни патишта за чистење на канавки, риголи, пропуси, берми и кресање банкини на автопат во период од 2 години. А од МВР им била доверена изградбата на нова полициска станица во аеродром, вредна нешто над 2 милиони евра. Другите тендери се поситни. Реконструкција на фекална канализација во Чаир за 76.000 евра и набавка на кафе за повеќе институции за суми од 50 па до 700 евра. Меѓу другите поголеми државни тендери досега добиена и реконструкција на објект на Универзитетот Мајка Тереза за речиси 1,5 милиони евра, изградба на базен во Тетово за 700.000 евра, поликлиника во Сарај за 1 милион евра. Групацијата има широко портфолио и нуди многу работи за државните органи и јавните предпријатија. За болницата во Тетово набавувала сецкан зеленчук, сончогледово масло, топено сирење. Бифето на јавното предпријатие за државни патишта било снабдувано со капсули за кафе, шекер, хартиени чаши. Бирото за регионален развој добивало пијалоци. Општина Кичево пак набавувала капсули за кафе. Општина Гостива Руднив набавила парковски клупи и корпи за отпадоци. На официјалната интернет страна на Евровија стои дека во собственост на групацијата се Eurovia Construction, Eurovia Property and Development, Eurovia Energy, Screen Media Advertising, Screen Media Airport. Screen Media има договори за поставување на билборди на над 600 локации низ цела Македонија. Рекламен простор што потоа го препродава. Во јавноста излегува информација дека во изминатите 3 години собственикот на Евровија, Елмедин Адеми, и фирмите блиски до него донирале на ДУИ скоро 160.000 евра, од кои 100.000 само лани. Според закон, строго е забрането политички партии да се финансираат од приватни предпријатија кои во моментот на давање на прилог за партија вршат јавни услуги за државни органи или за јавни установи, предпријатија и фондови по пат на договор. И покрај тоа што компанијата очигледно е со години учесник на државни тендери, министерот за надворешни работи дека е донатор на ДУИ дознал од медиумите. Знам дека не ви се верува, но верувајте дека јас од медиуми дознав дека компанијата е донатор. Не бев среќен кога ми го донесоа извештајот за рангирањето, бидејќи ги очекував овие реакции и никогаш не би ставил дамка на најважниот настан во историјата на оваа држава. Собственикот Елмедин Адеми негираше дека Евровија донирала со оглед на тоа што има повеќе фирми кои го содржат тоа име, но се дел од поголемата групација, што смета дека не е прекршување на законот. Алфа проба да стапи во контакт со успешниот 35 годишен бизнисмен, за да разговараме за неговите компании и за тајната на неговиот успех, како успева да добија толку многу работни ангажмани од државниот и од општинските буџети. Но тој не криваше на мобилниот телефон, ниту одговори на нашите SMS пораки.